на крајот го закружуваме денешното издание на Утринска на Телма со една девојка која што ни беше и во кујната, така го започнавме нашето дружење и се договоривме кога ќе имаме што да кажеме ново, ќе биде и во овој дел, значи во последниот дел на Утринска на Телма, заради тоа што на почеток е на една поп кариера, а на крај е на едни додипломски студии како за да стане оперски пејач со диплома. Пејачка, односно со диплома. Слободанка Танева, ти благодарам за присуството, за одвоеното време и она што ни е тема е плановите и желбите на една оперска и поп пејачка. Мислам дека немаше поидеална тема да одбираме за да си помуабитиме ова утро, овој понеделник. Одамна се договараме, требаше да биде заедно со оној кој што ти е партнер на свирки, нели, но ќе помуабитиме и за тоа во овој разговор. Прво, ако кажавме и тогаш, не знам дали тоа ти е некакво бреме или некаков товар, дека Кате Танева ти е роднина, нели, и оттаму веројатно од тоа цело поголемо семејство се и тие музички или вокални способности. Така генево прашање, веројатно. Најверојатно. Најверојатно, така е, да. Да, значи сите си, мислам, целата моја фамилија потекнуваме од, мислам, музичко семејство и кој што знае? Сите пеете или има и кој што знае? Значи самуки од страна на инструменти, на пење, но јас сум единствената од новата генерација во семејството со одлучување да се школувам. Беше кај Кате да ја прашаш како е во тој свет, што ти рече таа? Од мала сум пред се јас пред неа, дали се спрема за било каков настап, настан исто. Од мала памтам, а и сега сме, нели, нормално, не се гледаме толку често, но ми останало како дете со разговорите од нејзина страна, ме подучувала на некој начин што и како за понатаму и ете, ми остана нешто што можам да се водам здравија, нели, понатаму во животот. Така. Како одлучи пак оперско пење? Тоа сега се две нешта кои што, нели, имам прашање и за тоа, заради тоа што во на друго време знам дека и Калиопи приказната со па и не е само Калиопи, и Туже Проевски, нели, беше и оперски пејач, односно заврши оперско пење. Колку тие две нешта може да се одделат? Може да се оделат се додека се работи со глава. Искрено. Ти дека имаш мозок за употреба. Ништо не е план. Значи, сакав да го, мислам, моите родители пред се осетија кај мене некој талент од пење. Добро. Потоа одлучивме да ме запишат нижо музичко. Добро. Овде во Скопје? Не, во Кавадарци. Јас сум од таму. Почнав со виолина. Потоа дознавме веќе дека соло пење и виолина, не, така? потоа дознавме дека веќе ја имам можности за пење, вокални способности и кога веќе, нели, се дозна околу мене и вокалот, решивме да бидам запишана на соло пење. Стрикно во тоа време, па не знам сега дали има некои нови кадри околу поп или джез пење во нижо. Не, во нижо нема. Уште нема. Нема. Но од тие години стрикно е како класична музика, опера. Да. Така уствари почнав, така ме заинтересира тоа сето и продолжив средно и факултет. Па се надевам дека после, нели, дипломски, затоа што сега сум во тек на спремање на дипломскиот. Сакам да поразговарам и за тоа, сега е можност да ни кажеш како изгледа. Сакам да продолжам уште, да се надоградувам во смисол нови работи, да запознавам околу вокалот пред се. Така е, да. Што значи за еден млад човек кога ќе дојде во Скопје, нели, се запише во средното музичко на одсек соло пење? Знам заради тоа што и мојата целиот дел од овој братучеткиви и све ми се, нели, во музичко, па и си сремема таа заврши теорија, не се знам како изгледа тој процес и знам дека иако може би изгледа дека е многу лесно, таму има многу звучење, значи на хармонија, солфеж, клавир и така натаму, значи е навистина по цел ден си и во училиште и потоа на факултет во средното музичко.
да не ги плашиме сите оние кои што не гледат, ама така е. Значи, за да ги научиш работите, треба да си многу повеќе во училиште од колку Посветен дома. пред се. Така е, да, да. Затоа Беше ли што- тешко за едно дете дојдено од друго Беше, место? да. Мислам, тоа беше еден, сега ми е како сон. Добро. Реално. Како да не ми се случило Како мене. да не ми се случило, да, затоа што навистина пред се ми беше најтешкиот момент затоа што се одделувам на 15 години од дома. Да. Од моите родители. Но се е тек на навика, пред се самиот карактер, дали тоа ќе го поднесе, во тоа родителите каква доверба имаат Во тебе. во мене, да. И потоа се е навика, пак ќе кажам, затоа што нели секој човек си се прилагодува. Со некоја цел сум дошла овде. Така е. Во Скопје и така и останав. Јас сум се уште овде, јас сум навикната овде да живеам. Веќе си дел Скопјанка. Да, веќе 12 години. Супер, добро, па не е тоа мал период. И оно што морам да го кажам е дека за разлика да речеме од Цацко, кој што си уште го негува својот кавадаречки, Кавадаречки. ти умееш да речеме да не ти се дури ниту препознаја ако не ги знае некој Па да, имам и такви коментари. Па како си од кавадарци, не те препознавме. Не пробувам ништо спектакуларно, пробувам да разговарам за да се разберам со луѓето, затоа што ако јас го употребувам мојот кавадаречки дијалект, тешко ќе се разбира. навистина само ме потпрашуваат цело време. Што рече сега? Што рече сега? Не те разбравме и со тек на навика, секојдневието ми е само со луѓе од тука, да. Така од е. Скопје. Она што не го знаат гледачите кои што не се занимавале со музика или не биле во средното музичко е дека тамо навистина се сериозни критериумите околу влегување во средното музичко. Како беше таму? Како беше на приемниот испит? Знам дека тоа се големи главоболки заради тоа што пак на дете од 15 години има една комисија која што те оценува, ти треба да бидеш ултра спремен, подготвен и треба да покажеш дека умееш за да те примат. Позитивно стресно. Значи, пред се самата себе си бев, нели, како самоуверена, добро, сигурна, дека знам, дека можам. Тоа што е во мене ќе го кажам, па сега нели има кој да одлучи. Така е. Има приемен испит исто во средно. Да. Во Илија Николовски Луј. И тоа сериозен приемен испит, не е со тоа комисија, ништо. со различни професори што се веќе таму. Приемниот испит, сега колку можам да се сетам, што пееше? Не можам да се сетам, многу е одамна, не можам да се сетам. Добро, кој те подготвуваше? Имав веќе професорка од Кавадарци, од Нижо, што работев со неа неколку години и кога одлучивме веќе да одам средно, се подготвивме со 2 или 3 композиции. И веќе бев примена во класа на Искра Трпева. Така. Каква како професорка? Супер, поминавме 4 години, добра дружба. Пред се морам да ја поздравам. Поздрав и од мене, добро. И многу добра комуникација. Потоа заминав од кај неа кај Славица Галич Петровска на факултет. Славица исто професорката се пензионира и сега на крај сум кај Маријан Николовски, поздрав и до нив двајца, за да можам нели да дипломирам. Така е. Кога ја споменавме дипломската, ми рече, нели толку беше договарањето, токму заради тоа што требаше да биде овој период некаде, така колку што те разбрав и беа сериозни подготовки. Што значат подготовки за дипломски испит на солопење? Има навистина, значи според мене кога е не само значи за музика, било што, кога веќе се вложуваме во нешто, апсолутно според мене треба да си исклучен од се, за да можеш самиот како човек да знаеш дека треба да излезеш. Еве, јас лично за мене кажувам, подготовките навистина се сериозни, затоа што пред се работиме и со глава. Вокале. Тоа е сепак сериозен концерт, испитен. Концерта? Пак концерта, да. И повторно пред комисија, така, повторно комисија, но имам можности да викнам цела публика, да поканам. Така. Да. Каде ќе се одржува? Каде се одржува? Сега беше веќе се измени, така да беше план во Штип. Добро. Сега ми затоа што се премести времето за испитниот рок. За дипломски, сакам, имам некоја замисла, веќе си реков што ми имам време. Добро, ќе го подготвам како сакам. Па да, баш концерт да направам и самата јас да се опуштам и
да можам тоа да го покажам што сум го работела. Така е, да. Што ќе биде на дипломскиот, Захтевно е навистина. што ќе слушаме? Различни композиции, како од Шуберт, Бах, од различни композитори. Имам исто така и руски композиции. Одлично. Нели, моја желба и Ќе ни кажеш да најавиш Да, дека може. обавезно. Ќе биде отворен да може некој друг да дојде? Да, Супер. да, само да се организирам, нели, Така е. за да може да ве и вас Да ве покажам. чест ке ми биде нормално. Така е, да. И сега одиме ке поп-пењето. Ајде. До главата е се, многу работи разбрав од овој муабет, ама како почна се? Почна од Кавадарци или почна од Скопје? Како беа? Зборувам за свирки. Почна од Кавадарци. Доста голем период, морам пак да ја напоменам тетка ми Катерина. Имавме муабет од страна на задржи се на операта. Еве гледаме некој сега, нели се извинуваме заради тоа што извини, поп пење, ова кога сме ке поп пењето, кажи ми само компањонов на сцена, тие и вамо на факултет колега? Да. Да. Давид Миладинов Давид. ми е исто оперски пејач колега, но по некоја случајност се најдовме, тој беше гостин на моја свирка. Аха. Јас имав желба да отпее, тој прифати и по некое време се договоривме. Добро. Заради други причини, јас веќе останав и без бенд. И решивме да се вклопиме како бенд, нели? Како мал дуо, скромен, да, аха. акустичен и почнавме со свирке. Аха, Да. супер. Почнувам, те застанав онаму кај Кавадарци. Да. Значи, каде беше, мислам, кога беше првата свирка? Еве вака да ги лоцираме гледачите. Има веќе 6 месеци. 6 месеци. Да. Добро. Како го правеше репертоарот? Гледај сега вака, многу вака од страна гледано, така? Како некој кој што сака Така, да така. слуша живи свирки. Треба да бидеш поразличен веројатно од некој друг. Треба да направиш во твојот репертоар нешто што ќе те издвојува, а куп луѓе се оние музичари кои што настапуваат. Така. Како го правеше Мислам дека мое репертоар? мислење, Добро. пред се да кажам, е секој си прави стил со својата интерпретација. Така е, да. Вокалите, Да. склопот на самиот бенд. Да. Репертоарскиот дел не беше така тежок затоа што сме во такво време да знаеме точно што слушаме. Да. Не претерувам да одам на народното, мада веќе се појавив и со народно. Да. Имав прилика да испеам нешто од тетка ми, Аха. но се задржувам како работа го гледам ова, забавното. Значи, мислам, ме исполнува, не го ставам класичното во тоа, ги делам, пробувам да ги делам Да. и некако, се справуваме. Да. Со Велиш, тоа. секогаш имам никаква позитивна трема, Да. а кога ќе почне свирката, тогаш се исчезнува или ги гледаш и луѓето кои што доаѓаат, па и од нив зависат многу нешто. Јас, у принцип, како личност, колку и да бидам пренесена во било што го правам, сепак се приметувам. Кога сум така неодморена, ненаспана или не знам што и да ми се случува, например, сега со алергија. Добро. Затоа не можеш да ни пееш, Не иначе можам. знаев дека Не добро, можам, следниот се пат. извинувам. Следниот со Давид ќе ни дојдеш и ќе пеете Обавезно, заедно. да. Може. Давид има извинување до денес, да. требаше да е со нас. Се пренесувам на кој влегол, кој каква реакција има, но не правам да се примети тоа кај гостите и гледачите. Не забележува во глас. Не се забележува, треба да избегнува, значи пробувам некако да се прилагодувам. Добро, какви се реакциите на луѓето? До сега, фала Богу, се добри. Мислам позитивни. Самите луѓе ми даваат поттик Да. за повеќе и повеќе да се опуштам и да го дадам тоа што сакаме, нели сите да се забавуваме. Да. Кога ти е катетика, тогаш веројатно имаше момент кога беше народно или поп или не? Не. Не. Ти знаеше дека ќе биде поп таа изборот твој. Да, дефинитивно. Да. Значи, Дојде тета да те слушна на никоја се уште не сме се нашле, Не сте се договориле? но ќе се надевам ќе помине, ќе дојде. Поканета е. Да. И она има исто така свирки. Аха. И затоа мислам дека не можеме да се вклопиме, најчесто се викенди. Да. А кога станува збор за опирското пење и делбата на факултет, порано им кажуваа, како што реков, сега вас ве предупредуваат дека како велат тие, го уништуваат, не го уништуваат, ама нешто така беше зборот кој што го зборува, нема како пееш оперско пење, ако сакаш да си добар оперски пејач, не треба поп музиката да ти е балансот на двете.
Има голема врска. Пред се пеењето поп ми е почнато затоа што ние во Македонија мора од нешто да живееме. Така си е. Мора нешто да работиме додека Мора студираме. нешто да работиме, тешка е страната за вработување најреално и за нас оперските пејачи, но нема тука да се изгуби некоја надеж. Нормално, јас имам мисли и за настрана од Македонија да заминам. Само се уште ништо не знам како би било тоа понатаму. Има голема врска. Пеењето поп, пеењето народно и било кој жар на музика со оперското. Но, ако добро се справуваш и ако веќе во себе е научено правилното пеење на опера, на вистина не смета во попењето или обратно. Да, така? Дефинитивно. Да. Порано имав мали ситуации каде што се приметува и имав реакции. Забележуваш дека почнуваш нешто со оперски делови? Да, ќе ме прашат оперска или пејачка си. Но со времето, валјда, со годините пораснав. А и сега сум пресна јас малце околу свирки во јавно место. Ги немав, сакав да видам што ќе направам со операта. Но одлучив малку и вака да пробам да видам што ќе биде. Да. Кавери се таму. А она желба за создавање нешто свое? Да, веќе имам 3 композиции на фестивали што сум излегла. Кантатор ќе бидеш? Така ќе се етаблираш? Така ќе дојде. Мислам, мој не, но мој песни. Твои песни, да, добро. веќе направени од различни композитори и текстописци, но ми дошла мисла за самата да си направам музика. Не дошол моментот само, морам да кажам, да. Така е, да. Добро, кога може да очекуваме некое видео издание? Знаеш како велат, без видео ние овде во телевизија немаме начин како да промовираме нешто. Така, пробувам и самата себе, се трудам постојано со помош од дали од родители, дали од пријатели. Сакам и мисла ми е и има план да се направи исто така и сега треба да имам и нова песна, да не откриваме нели се пред време. Да бидете пак. Па заедно да направиме и видео, мислам прво видео за моја лична песна. Супер. Знаеш како те замислувам на сцена тамо со никоја таква на оперската зборувам. Така, на оперска. Со никоја таква убава халина која што ќе зборува за тебе. Па така сум и јас уствари, така и затоа и ме замислуваш кате. Го носам тоа во себе. Ама те замислувам и надвор удобно. Знаеш дека убав е тој пат. Јас сум секогаш повеќе за надвор. Јас на вистина се уште не знам, работам на тоа. Никогаш ништо не знаеме. Се надевам дека можам да излезам малце од Македонија. Надвор, од граница. Да. Па да не донесеш потоа, да речеме, знаеш која ме беше густинка? Дај Боже. На секој го посакувам тоа што си го замислува да му се исполни. Тежок е патот, веројатно. Многу тежок. А кој ти е сонот? Италија е сонот за еден оперски пејач? Веројатно. Италија, веќе Словенија, исто така. Значи, таму културата за класичната музика е многу поприфатена од нас. Од тука, од Македонија. И жал ми е што е така, но се надевам со текот на времето може некое чудо да се случи, да малку публиката повеќе ја прифати класичната музика. Така е, да. Ти благодарам многу, еве, 20 на минути, а мене вака ми помина, дознавме многу нешта за тебе, нели беше муабетот што ќе муабити, ме и те гледаш дека е лесно и дека никогаш нема проблем кога ги знаеме и одговорите и убавите прашања. Ти благодарам и се надевам дека следниот пат нема да има алергија, ќе биде Давид со тебе и ќе отпееме нешто во живот. Секако, ќе ви се придружам и јас. Обавезно. Фала на поканата. И ќе останеме доследни да ни кажеш кога е дипломскиот испит да ти дојдеме сите. Ви благодарам многу. Фала на поканата. Се надевам, да, јас сум веќе за да дојдеме, да се представиме, затоа што сме нов склоп. Така е. Се појавуваме веќе во јавноста и сакам да не запознаат повеќе. Ајде кажи ми за свирки. Ќе направиме мала реклама, ама нема да ми забележат никој од маркетинг. Каде имате? Сега последно што треба да имаме во ресторан Еквилибриум. Сабота? Во сабота. Сите во сабота, во колку? Во 8 или во 9? Во 9. Во 9. Се гледаме. Убава дружба, се гледаме во Еквилибриум. Слободанка заедно со Давид. Така, Давид? Како се Давид Миладинов. Давид Миладинов, така е. Да.